да позборуваме за активностите на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб и да се поврземе во живо токму од овој град со директорката на центарот, а тоа е Мими Ѓорѓовска Илиевска. Добро утро, Мими, и добро дојдовте во утринскана тема, во утринскана тема на еден ваков начин. Онлайн. Добро. Благодарам на поканата. Добро утро. Се надевам дека ќе се слушам и ќе се одува сето ова без никакви проблеми. Ние утринава Мими споделивме дека е сончево и прекрасен ден не очекува во Скопје. Кажете ни како е таму, како е во Загреб, ако не се лажам, така? Да. Токму така. Се надевам се слушаме. Уште еднаш добро утро. Ви благодарам на поканата. И овде во Загреб денес имаме убав сончев ден. Се надевам дека ќе продолжи и така, затоа што можем да кажам дека сонцето е поретко во Загреб отколку во Скопје. Да, Скопје ни е сончево, особено вака со очекување на пролета, која, како рековме, малку и порано ни пристигнува, но секни сме за тоа и може да, и на некој начин, меѓу другото, се поврзуваме и вака во различни земји, различни градови и се информираме за времето веќе во живо или на лице место од прва рака, како велиме, но нас ни се важни, се разбира, и информациите кои што ги добиваме на темата. Нашата денешна тема во утринското будење се активностите на културно-информативниот центар на Македонија, токму во Загреб, па во нашата комуникација и договарањето, она кое што ни го споменавте, а ќе го споделите во продолжение и со нашите гледачи, е дека оваа 2026 започна со настани и случувања, а ја очекуваат уште многу, така да верувам ќе имаме време накратко да ги најавиме, па ајде да започнеме со ред, нешто кое што го одбележа и почетокот на 2026 како Македонскиот културно-информативен центар во Загреб се представува за тамошната публика и што е она кое што беше понудено. Благодарам. Подготвуваме една интензивна, квалитетна програма за 2026 година. Како што јас велам, она што е наша главна мисија и задача, секако стратешка определба на сите културно-информативни центри, е да ја представиме богатата вековна македонска култура, онака како што доликува и на едно највисоко можно ниво. Тоа го правевме во текот на изминатата година, продолжуваме и оваа година со низ проекти. Јас би напоменала дека самиот почеток на годината, месеца јануари, имавме привилегија да го започнеме токму со премиера на најновиот документарен филм на Тамара Котевска, Приказната за Силјан, каде што ни беше понудено партнерство од хрватскиот дистрибутер и Македонскиот културно-информативен центар. Беше дел од таа приказна, од таа хрватска премиера, кинопремиера на Приказната за Силјан и продолжувањето на филмската дистрибуција. Но тоа беше само почеток и еден така убав филмски почеток, би рекла, за да продолжиме секако понатаму со низа активности, настани, нешто што би сакала да го истакнам, што би го нарекла, не би го нарекла, него токму во месецот на жената и во овој месец март, официјално во просториите на Македонскиот културно-информативен центар ќе отвориме програмата за оваа година и токму со една навистина ексклузивна изложба на нашата реномирана, светски позната мултимедијална уметница, професорката Жанета Вангели. Навистина ми представува посебна чест и задоволство што ќе можам на хрватската публика да им ги прикажеме, да им ги доловиме барем дел од врвната и исклучителна уметност на професорката Жанета Вангели. Ова изложба, која што би сакала да истакнам, ја организираме заедно со Националната галерија на Македонија, односно изложбата е на Националната галерија на Македонија, која што е дел од годишната програма на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб, колку што сум информирана,
Чинам дека оваа изложба, како и минатата изложба на Националната галерија на Македонија, ќе гостува и во сите останати културно-информативни центри во странство, што е една добра практика која што ја започнуваме, да презентираме врвни, квалитетни проекти на националните установи. Минатата година имавме една изложба со која што јас случајно ја затворив сезоната, изложбата Простори на конјукција на Националната галерија. Сега отвараме, би повторила уште еднаш, со професорката Жанета Вангели на 24 март во 19 часот во просториите на Македонскиот КИЦ во Загреб. Мими, велиме секогаш дека уметноста не познава граници и за овие бројни активности кои што ги споделивте, а се поврзани се разбира со македонските уметници и артисти, верувам дека публиката е разноврсна, со оглед на тоа што Загреб е туристички град. Ме интересира каква публика доаѓа на овие настани и активности кои што ги организирате. Дали се тоа во глобала балканци или можеби повеќе македонци, или едноставно има туристи од цел свет, бидејќи пак ќе напоменам дека кога е уметноста нели во прашање, тогаш не постојат никакви бариери, никакви граници, едноставно таа е толку моќна да може да допре до секој. Токму така, се согласувам со вас. Она што ме радува е што еве повеќе од една година ја извршувам оваа функција директорка на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб. И тоа што ме радува дека можам да констатирам дека од ден на ден нашата публика е се поразновидна, секојдневно, и тоа е една од нашите цели. Секако тука сме за нашите македонци, да им представиме дел од македонската култура, но овде една од нашите други цели е да привлечеме што повеќе хрватска публика, па како што и вие рековте, Загреб е навистина град кој што има развиен туризам, огромен број на меѓународни посетители, и токму тоа и другата цел да привлечеме колку што е можно повеќе и странска, меѓународна публика, луѓе кои што се нашле тука во Загреб, дали туристички, дали работно, и тоа ни се случува, да ви кажам, најчесто преку контактите дали што ги имаме со другите институции или преку проектите кои што ги организираме со меѓународни реномирани фестивали, како што беше и минатата година и оваа година нашата соработка со меѓународната смотра на фолклорот, која што оваа година ќе бележи јубилеј од 60 години. Тука доаѓаат учесници од целиот свет и тоа е исто така една можност, како што рековте, да презентираме дел од нашата богата македонска култура и пред пошироката јавност. Покрај пред македонците овде во Хрватска, пред хрватската јавност и публика, но и пред сите оние кои што се нашле тука во Загреб, да можат да погледнат дел од она што го нудиме како програма или проект, дали е тоа концерт, изложба, промоција на книга, некаков фестивал, филмски, книжевен или слично. Да, секоја можност за промоција на нашата земја, за културата и традицијата и она за кое што и најчесто се фасцинираат туристите кои што доаѓаат и во Македонија, но можат да посетат и културно-информативни центри на Македонија во земји во светот, е токму она кое треба да го и промовираме. Тоа добро го правите, но се разбира тука е важна и поддршката, ако зборуваме и за она кое што следува, верувам во следните неколку минути ќе го споменете. Проектите од минатата година веројатно ќе продолжат, следува и второто издание на фестивал на македонски филм. Ова ми се чини, споменавме дека е во соработка со меѓународните хрватски фестивали и информацијата која ја испрати утринска пред некој ден, а тоа е танцовата приказна Ајде, во подготовка и со сите информации кои што ги даде Игор Киров, она кое што ќе може да го видат токму и во Хрватска. Токму така, еве на самиот почеток да напоменам дека реализацијата на целокупната програма на Македонскиот културно-информативен центар во Загреб секако пред се е благодарност на
огромната поддршка и на стратешката определба на Министерството за култура и туризам, бидејќи програмата ја креираме заедно со Министерството за култура и туризам, преку отворениот конкурс годишен, што имаат можност да аплицираат сите уметници со своји проекти од различни дејности и затоа потоа можеме да представиме голем број на изложби, на промоции на книги. Тоа се навистина реномирани врвни уметници кои што на еден висок и достоен начин ја презентираат македонската култура, а исто така се создаваат и можности за вмрежување, за продлабочување на врските меѓу Македонија и Хрватска, како и за продлабочување на соработките помеѓу македонските и хрватските уметници. Еден друг сегмент преку кој што ја представуваме културата овде во Загреб е исто така она што ние како културно-информативен центар го имаме како идеја, иницијатива која што секако повторно морам да напоменам, секогаш нашите идеи и иницијативи, доколку се издржани, а најчесто имаме одлични идеи, се прифатени од страна на Министерството за култура и туризам и тука се оние проекти кои што вие ги споменавте, за кои што јас навистина сум задоволна и можат гледачите, како што гледам и во текот на мојот разговор, да видат и дел некои фотографии од проектите реализирани минатата година, меѓу кои што би го споменала, како што рековте и вие, оваа година ќе продолжиме со второ издание на фестивалот на македонски филм, кој што го реализираме во соработка со Кинотеката на Македонија. Многу ме радува фактот што исто така овој фестивал го реализираме со киномрежата на независни хрватски прикажувачи, киноприкажувачи и минатата година го прикажавме во 14 градови во Хрватска. Оваа година таа соработка ќе продолжи. Потоа продолжуваме со фестивалот на современа македонска книжевност, второ издание. Тука навистина ексклузивно го спомнавте, но јас ќе повторам. Хрватската публика ќе има можност да ја погледне танцовата представа Ајде во кореографија на Игор Киров и Бојан Мицев. Тоа ми представува едно посебно задоволство, затоа што ќе прикажеме нешто поразлично на хрватската публика, нешто современо, а навистина квалитетно. Представата ќе реализираме во соработка со Загребскиот танцов центар, каде што и таму ќе се реализира истата. Би сакала да истакнам дека и од области, од аспект на ликовната уметност, исто така ќе имаме една значајна ликовна изложба, би рекла. Нема да одземам време да ги кажувам сите имиња, но тука ќе учествуваат ликовни уметници, значајни врвни, 4 ликовни уметници од Македонија и 4 академски сликари од Хрватска, што повторно ја покажува нашата мисија да се вмрежат, продлабочат и да се зголемат соработките помеѓу македонските и хрватските уметници. И секако оваа година ќе имаме можност да ни гостува и хорот Про Арс под раководство на маестро Сашо Татарчевски, така да имаме низа други проекти кои што, како да кажам, оние што не се споменуваат, може би се и оние најинтересните, но не можам се да спомнам, но ќе има многу концерти, изложби, промоции на книги, нешто што на еден врвен и достоинствен начин ќе ја прикаже богатата македонска култура. Да, убаво споменавте, Мими, немаме толку многу време за да споделиме се она што всушност вие го работите, но веројатно оние кои што се заинтересирани, оние кои што можеби ќе заминат за Загреб во следниот период, ќе имаат можност да ве посетат и да уживаат во некои од настаните кои што во тој момент ќе ги затекнат. А кога веќе го споменавте Игор Киров, тој не е непознат нели за хрватската публика, би рекла генерално заради нели неговото портфолио работно, со оглед на тоа што имаше можност нели да работи во Сплит, така што верувам дека таа танцова представа Ајде, за
која што многу се зборуваше и тука во Македонија, ќе успее да допре и до многу поголема и поширока публика, бидејќи навистина е нешто што вреди да се погледне. Тука некаде би требало и да се збогуваме. Ви благодариме многу за сите овие информации. Веројатно по социјалните мрежи можат да се добијат и подетални информации во однос на агендата и програмата која што ја има Македонскиот културно-информативен центар во Загреб. Ви благодарам на поканата, ви посакувам убав ден и ги поканувам сите оние кои што ќе бидат во Загреб во текот на оваа година, во текот на овој месец, да не посетат на Хебрангова 4 и секогаш имаме што да понудиме од македонската култура. Благодариме, ми ви посакувам убав ден и успешна работа. До следното слушање или пак можеби гледање кога ќе дојдете тука да се информираме за активностите, но и впечатоците од она кое што досега е реализирано.